Наместо сега вие да ме прашувате за рекет 1, 2, инсулин и така натаму, ние зборуваме за тема која што е затворена и апсолвирана. И затоа ве молам, немојте да насенувате во овие политички стапици кои што ги предува Заев и Шекеринска. Суштината е како да дојдеме до вистинските сценаристи, инспиратори и организатори на криминалот и корупцијата во оваа држава. Тоа е суштината. И јас сакам за тоа да зборам. И за тоа да барам одговори. Изборниот законник сега не може да се промени. Ке се промени после изборите, ке седнеме, ке разговараме. Заедно го договоривме. Заедно го договоривме, ке разговараме и за моделот, и за преференцијален, непреференцијален и така натаму. Сега нема време. Но ајде да збориме за ова. Ајде да збориме за криминалот. Ајде да видиме што има во таа камера, која што е инсталирана во домот на Бојан Јовановски. Кој е тој што од влада му дојавил на Бојан Јовановски, кој што видно нервозен како што шпекулираат медиумите, му се јавил на веќе осудениот во случајот рекет 1. Ајде да видиме што се случува со сведочењето на бизнисмените кои што биле жртви на рекет. За тоа треба да зборуваме. Тоа е суштината. А ние ако се зборуваме за изборен законник, суштината ќе изгубиме.